Велинка, Маја Митровска. Проклета судбина. Старите рекле дека од судбината не можеш да избегаш. Таа си е твоја од денот кога си се родил и те следи каде и да одиш. Каде и да се криеш, ќе те најде. Во едно кралство кое се наоѓаше во срцето на една шума, во пазувите на бујни ридови и врвови од високата планина, во едно време без време живееше кралицата Велислава. Незините слуги, поданици и народот. Облечена во боите на сонцето, кој беа препознатлив знак за кралството Славоград. Накитена со златни накити седеше на својот престол и наредуваше. Околу половината имаше пурпурно црвен колан што ја истакнуваше виткоста. Со убаво тело и ретко убавина на лицето гордо ја носеше круната која ненаметливо ја красеше незината златножолта коса. Беше некако посебна и беше свесна за тоа, па не дозволуваше никој да ѝ се приближи премногу. Не ги сакаше луѓето и немаше пријатели. Толку многу беше самобендисана што не сакаше ни сопруг покрај себе. Не сакаше ниту да се омажи, ниту да си роди детенце. Себично се седеше на тронот, наредуваше и животот си го живееше по свое. Но ете, и незиното срце потклекна пред љубовта. Заљубувањето се случи откако разгалената кралица го избрка својот готвач, незадоволна од неговите готвачки способности, а во кралството доведе нов готвач од областа Витија. Тамошните беа познати по својата традиција за правење убави јадења, вкусни пити и лебови, но исто така и по убавината. Витајнците беа строен и убав народ. Готвачот беше убавец облечен во чистобела облека, препознатлива за неговиот народ, а таа прекрасно му прелагаше на неговиот црн тен на кожата, со што уште повеќе привлекуваше погледи каде и да помине. А за храната што ја подготвуваше и да не збориме. Тоа беше нешто невидено вкусно, ароми и вкусови на кои секој подлегнуваше. Готвачот беше вистински омајувач со своите готвачки способности. Кралицата се заљуби во готвачот Витијанец уште при неговото пристигнување во кралството. Секој ден се повеќе се заљубуваше. Планета од вкусните јадења и шармантните погледи. Тајно се љубеа и милуваа веќе една година кога Велислава разбра дека во утробата носи негово дете. Веста за бременоста кај Витијанецот пробуди родителско чувство, па тој настојуваше детето да се роди и во немоќ дури и се закануваше дека ќе стори се за тоа. Мечтаеше да стане добар татко на детето. Не само што мечтаеше, ами беше премногу сигурен во себе. Велислава за прв пат се посомнева во искреноста на Витијанецот. За прв пат виде друго лице кое блескаше од самодоверба и нескротлива моќ. Се плашеше за својот углед и иднината на кралството, зашто сега знаеше дека зборовите на Витијанецот беа вистински. Ке беше голем срам за Славоград ако се родеше дете на готвачот, па мораше да се реагира. Кралицата без многу размислување одлучи најпрво да се ослободи од готвачот, кој беше неочекувана закана, а потоа и од детето. Ако нешто не испадне по планот, беше решена да се омажи за првиот достоен додворувач кој е сосем небитен во целата оваа приказна, само за да го прекрие срамот пред кралството. Готвачот едноставно беше избркан поради божемни грешки во кујната, но со детето не можеше да се постапи толку едноставно. Веднаш потоа отиде при сите врачки во местото за да ја помогна да се ослободи од несаканото дете. Веќе 2 месеци разни шарлатани ја залажуваат дека со магија ќе ја ослободат од детето. Но детенцето и понатаму кротко си растеше во незината утроба. Мораше да се омажи. Додворувачот што и стана сопруг беше само уште една жртва на незината ароганција, себичност, безчовечност. За неколку месеци тој почина од мистериозна болест. Дојде денот кога требаше да се роди детето. Кралицата имаше многу силни болки и рикаше и дивееше како диво животно. Во незината соба се насобрале дворјанки, перачки, чистачки и меѓу нив најглавна старата бабица. Да даде Господ детето да не се роди,
да даде Господ тишината и спокојот на овој дом, ниту еден детски глас да не го расипе. Детето родено да не заплаче. Проколна со тешка клетва кралицата Велислава. Ти проклето детиште што ми ја корнеш душава однатре, да пукнеш, да не се родиш. Во агонија викаше Велислава. Клетвите што ги изговори мајката се запечатија како најтешки клетви фрлени врз детето, врз самата себе, но и врз целото кралство. Извадете го од мене, веднаш ви наредувам. Зарем не си ја знаете работата? Сакате да ви летне главата на сите? Бог сакал детето да се роди, но само по неколку минути болките и стана уште посилни. Се роди Слав. Се роди и брат му близнак, закржлавен и гламносан од црн. Се појави на свет молчешком и додека неговото братче гласно врескаше, тој не заплака ни малку. Кралицата не можеше да поверува дека целото време носела две деца. Се плашеше да не се дознае во кралството дека родила едно мртво дете. Незините чувства сега беа измешани. Тргнете ги подалеку од мене, не сакам да го видам. Кажете и на перачката да го однесе некаде да го фрли заедно со валканите чаршави. Тргнете го подалеку од кралицата, викна бабицата и со поглед покажа кон перачката која во тој момент носеше чисти крпи. Жената стоеше в кочането и не смееше да се помрдне од местото. Не можеше да поверува дека од неа бараат да го исфрли бебето некаде како да е обично ѓубре. Проклета слугинко, дајте и се што ќе посака само да замине што поскоро, настојуваше Велислава. Дајте и златни богатства за да молчи и изнесете ја надвор, заедно со бебето по тајниот ходник по дворецот. Му нареди бабицата на стражарот кој стоеше пред вратата на кралицата, откако му го тутна бебето во рацете како да е парче месо. На тоа перачката веднаш истрча кон стражарот. Го зеде мртвото дете, го завитка во еден бел шал извезен со златни конци по кревите и со брзи чекори го следеше стражарот. Откако кралицата се ослободи од мртвороденото дете, некако и олесна и побара да го види живото дете. Тогаш без страв го прегрна чедото. Се распукаа железните обрачи што и го обгрнуваа леденото срце. Срцето й се стопли, а таа се покаја за магиите и сите чуда што ги направи за да го уништи својот плод. Многу се каеше и за загубената љубов и незиниот неоправдан страв за кралството. Но злото веќе беше направено, а цената скапо ја плати. Казната й беше мртвото дете кое секоја вечер ја прогонуваше низ соништата. Се каеше и за тоа што го прогони витијанецот. Мојот љубен можеше да биде добар татко, а за тоа никој не мораше да знае. Си велеше, а потоа се колебаше. Никогаш нема да дозволам да се дознае кој е вистинскиот татко на моето дете. Се убедуваше. И ликот на убавиот витијанец се прогонуваше насон. Неколку пати доаѓаше кај неа облечен во својата традиционална бела облека. Светеше како да слегол ангел од небото, но колку повеќе се доближуваше, стануваше грд и страшен. Облеката му стануваше валкана, а кога ќе стигнеше пред незиното лице, солзи му потекуваа од разјарените очи. Лицето му се клештеше како на ѓавол, исто онаков како што Данте опишуваше во својата книга. Ја пробудуваше со поглед и низ заби и велеше: животот на боговите ни дале, ти не можеш да земеш. Најчесто ја измачуваше во соништата, доаѓајќи како сениште за да ја прогонува за нанесената неправда. Но доаѓаше и во утрата како црна сенка и ја казнуваше шетајки со нивното црно закржлавено дете во прегратките. Сето тоа беа темни привиденија од кои таа не можеше да избега. Велислава за својата себичност и глупавост скапо плати, а плаќаше и незиното живо дете. Проклета судбина беше запечатена на ово кралство поради една себична жена, поради незините непромислени постапки. И лјадници, клетви и магии фрлени врз бебето во утробата створија само чемер и јад во кралството. Уште потешко стануваше како што Слав растеше. Секој ден ја преколнуваше да му ја каже вистината за неговиот татко, но одговор не доби. Слав чувствуваше некаква празнина во себе.
И кажуваше на кралицата за чувството на осаменост кој го имаше, чувството на преполовеност. Тоа сигурно беше поврзаноста со детето со кое растеше во утробата на мајка си. Но никогаш не дозна за својот брак близнак. Агонијата на Велислава траеше цели 14 години. Почина во страдање и болки. По нејзината смрт, Слав беше крунисан на свој едва 15 години. Тој беше дете во облека на крал кој требаше да води едно богато кралство. Порасна преку ноќ. Но зрелоста на неговите мисли не му даваше оддишка од минатото. Тонеше во тагата и долги години го измучуваше таа душевна болка. Му не тежнуваше мислата за татко. Времето минуваше и чиниш се повеќе го прогонуваа клетвите фрлени врз него уште како бебе. Она што го стори кралицата Велислава не можеше да се врати назад и да се поправи. Но можеби ќе се најде некој некогаш да ја прекине таа проклета клетва, таа судбина и измачување на се кралско, родено, неродено и одродено. Ако сакате да ја дочитате оваа книга, можете да ја најдете на продажните места на Антолог.